Ете така како двајца електроничари и електротехничари и една дама, едниот со средно, едниот со високо образование и професор и јазична гимназија, така? Ајде па кажи, од јазична градска гимназија. Така е, па градски се сите гимназии, нели? Најградска. Добро си сака некој по нешто да се издвои, нели? Јосип Брз Тито. Да, инаку двајцата сте гимназијалци по средно образование. Добро утро, професоре. Професорот ни е гостин Орце Симов, председателот на комисијата на АЕК и подпредседателот на Сојузот на стопански комори. Зборуваме за темата 25 години од Агенцијата за електронски комуникации. Добро утро и благодарам на поканата. Благодариме што сте заедно со нас, иако вие 2 дена ви се полни со обврски, 2 дена конференција. Предпоставувам дека еден голем предизвик за вас. 25 години АЕК. Дали ја чувствувате зрелоста за овие 25 години? Да, АЕК покажа дека е зрела институција за овие 25 години. Таа во овие 25 години постана етаблирана институција која што успешно ја исполнува својата основна цел со Законот за електронски комуникации, а тоа е да ги унапредува јавните електронски комуникацијски услуги во Македонија со цел да се остварува економски и социјален развој. Агенцијата за електронски комуникации во почетокот формирана е 2000 година и се викаше Управа за телекомуникации. После 5 години е променето името во Агенција за електронски комуникации и тогаш таа постанува и независно регулаторно тело кое што ги регулира телекомуникацијскиот сектор во државата. Така што агенцијата изминатите 25 години успешно работи и во Македонија можеме да кажеме дека јавните електронски комуникацијски услуги се на ниво да ги задоволуваат потребите на граѓаните, исто како што е во развиените европски земји, а исто така ги задоволуваат и сите потреби на бизнисот во сферата на телекомуникации и телекомуникацијски услуги. Многу често кога патуваме во нашите граници, надвор од нашата земја, знаеме да кажеме нашиот интернет за ова е Space Shuttle, значи е вселенска машина, затоа што едноставно имаме добра телекомуникацијска мрежа и со тоа можеме да се пофалиме во споредба и со многу поразвиени земји, барем онаа мрежа што ја користат сите граѓани, нели? Пазар во кој владее конкуренција и фер услови, но и доверба и заштита на крајните корисници. Ова се два момента кои што се од есенцијално значење. Колку АЕК тука успева да го балансира тоа, колку успева тука да го исполнува она за кое што постои? АЕК има повеќе функции. Една од тие функции е да ги штити интересите на граѓаните и на стопанството, на корисниците на телекомуникацијските услуги и да помага во разрешувањето на споровите кои што настануваат помеѓу корисниците и телекомуникацијските оператори. Исто така АЕК има улога да обезбедува фер услови за функционирање на телекомуникацијските оператори, да овозможува интерконектиски услови за интерконекција помеѓу телекомуникацијските оператори и на тој начин да го стимулира развојот на тие електронски комуникации кои што ги имаме во нашата земја. Така што во тој дел може да се каже дека резултатите се прилично успешни и минатата година, 2024 година, до АЕК се дојдени само 376 забелешки од крајни корисници, а изминатите години таа бројка била многу поголема и од година во година се повеќе и повеќе се намалува. Што значи дека и во тој дел АЕК може да се каже дека Агенцијата за електронски комуникации покажува една зрелост како институција во изминатите 25 години. Четврт век не е малку во која било сфера, особено во оваа сфера која што рапидно од секунда во секунда расте и се развива. Во ерата на се поголема зависност од дигиталните услуги, за кои што се необходни нели електронските комуникации, дали ги задоволуваме условите? Тука ќе споменеме за инфраструктурата, за функционирање на операторите, дали ги задоволуваме условите? Телекомуникацијските мрежи во Македонија се на прилично добро ниво и може да се каже дека во тој дел не заостануваме ништо зад европските земји. Дури и во делови регионите од Македонија кај што имаме ниска населеност или така наречени бели зони и таму пропишуваме универзална услуга на минимален пакет услуги кои што мора да се обезбедат. Некои од телеком операторите
мора да ја обезбеди таа универзална услуга, зашто добива соодветен надомест, затоа што на комерцијални основи тоа не е исплатливо. Така што и во ретко населените места ние обезбедуваме минимален пакет кој што е задоволителен за да се користат сите услуги кои што се потребни на еден граѓанин или за некоја компанија да функционира. Професоре, едно од битните прашања е лојалната конкуренција. Со години наназад се зборуваше за монополизација на пазарот во Македонија кога се работи за телекомуникацијските услуги. Сега трет мобилен оператор во државата е едно прашање кое што се провлекува подолг период низ куларите, меѓутоа никако да стане реалност, има некакви виртуелни опции, обиди, меѓутоа тоа е далеку од она што треба да се воведи, она што го заслужува современиот граѓанин и на Македонија се разбира. На оваа тема што има да каже АЕК? Ние во Македонија имаме во моментот има 2 мрежни оператори и 3 виртуелни оператори. До пред неколку месеци беа 4 виртуелни оператори, меѓутоа сега еден виртуелен оператор се продаде на друг виртуелен оператор, така што нивната бројка се намали. Ако гледаме на поделба на пазарот, двата мрежни мобилни оператори A1 и T-Mobile имаат околу 95% од пазарот, додека виртуелните оператори имаат само 5% од пазарот, што значи дека виртуелните оператори не можат да бидат сериозна конкуренција на мрежните оператори. За да имаме сериозна конкуренција и таа да може да освои поголем дел од пазарот, треба да има мрежен оператор. Затоа Агенцијата за електронски комуникации на 16 април распиша оглас за интерес, дали некоја страна е заинтересирана да изгради инфраструктура за трет мобилен оператор во Македонија. Тој оглас заврши на 15 мај. Се пријавија неколку компании за тој оглас. Ние сега ги разгледуваме нивните апликации и кога ќе биде јасно дали е се во ред од тие апликации, како стојат работите, тогаш ќе обзнаниме и ќе ја информираме и јавноста околу понатамошно. Со имиња. Да, една од активностите во иднина што АЕК треба да ја спроведе е да работи на воведување на третиот мобилен оператор, со што ќе се зголеми конкуренцијата, а на тој начин ќе се зголеми и квалитетот на услугите, ќе се понудат и нови услуги што досега не се нудат, а ќе се намалат и цените. Впрочем и не е битно името кој ќе биде, битно е да е тоа компанија која што ќе ги задоволува условите, нели, ќе нуди квалитет и едноставно граѓаните ќе имаат поширок спектар на опции, на услуги. Така, условите, квалитетот се пропишани какви треба да бидат, компанијата мора да го исполни тоа и таа компанија што ќе го гради третиот мобилен оператор, ќе биде и прва стендалон 5G мрежа во Македонија, па и во поширокиот регион. Ние во моментот имаме така наречени non-standalone 5G мрежи, тоа значи дека радиокомуникацијата се одвива преку 5G, меѓутоа во позадина јадрото е се уште 4G и нашите постоечки оператори планираат во наредните неколку години да ја направи таа надградба, да станат стендалон или фул, односно целосни 5G оператори, со тоа да може да ги понудат сите услуги што ги овозможуваат 5G мрежите, затоа што во ваква хибридна варијанта не сите услуги се овозможени кон граѓаните и кон стопанството. Сега новиот оператор, тој сигурно ќе направи чиста целосна 5G мрежа. Пред следното прашање, кој што се однесува на сајбер безбедноста, едно подпрашање. Безбедна ли е за луѓето 5G мрежата? Ова ќе го потенцираме во секое гостување на еден човек од оваа сфера кој што ќе биде присутен во нашето многу имаше информација околу нејаснотиите се големи кај луѓето, некој некогаш не гледа, некој не гледа. Еве, претпоставуваме дека сега ќе разјасниме повеќе. Во делот на 5G или 5G мрежите имаше доста дезинформација во јавноста дека се тие штетни мрежи за здравјето на луѓето. Птиците умирале, зрачеле од крововите на зградите, на куќите и така натаму и така натаму. Во таа работа нема никаква точност, никаква вистина, тие се целосни дезинформации, особено ако се земе дека 5G мрежата доколку таа функционира на 3 фреквенцијски бенда, на 700 МГц, тоа е мала фреквенција која што овозможува поголем домет и помала интернет брзина и таа служи за покривање на патишта и на ретко населени места, понатаму
3,5 ГГц фреквенцијскиот бенд и од 23 до 47 ГГц. Особено на тие високи фреквенции, каде што ќе се бидејќи и поголема фреквенцијата, овозможува и поголема интернет брзина, потребно е тие базни станици многу по-густо да се поставуваат низ населените места, што значи дека моќноста што тие ќе ја зрачат ќе биде многу помала отколку сегашните базни станици што зрачат. И доколку ние сега користиме мобилен телефон, а базната станица е некаде многу далеку, нашиот мобилен телефон треба со поголема моќност да зрачи за да досега и да грее повеќе, нели? Да, така што во делот на безбедност и на луѓето и на животните и на живиот свет во однос на 5G мрежите нема да има никакви проблеми, а во однос на сајбер безбедноста, на безбедноста на дигиталните сервиси и услуги, тоа е друго прашање. Ево, сега следува прашањето. Кога сме веќе кај безбедноста, сајбер безбедноста е еден можеби голем предизвик со кој што ќе ни објасните на каков начин се соочуваме сега и како да се заштитиме во иднина да не стане уште поголем предизвик. Станува збор за една мала држава која што исто така се соочува со сајбер безбедноста како секојдневен предизвик, па и помладата генерација е многу активна и на социјалните мрежи веќе да не отвараме темата. Може ли да превенираме и да се заштитиме, особено во иднина да го намалиме тој притисок? Да, трендови сега во светот и зборови кои што често се употребуваат, тоа се вештачка интелигенција, дигитална трансформација и така натаму. Дигитална трансформација тоа значи дека начинот на работа на одредена организација, компанија или институција се менува. Од рачно работење се менува преку работење со користење на информациони средства. Доколку таа дигитална трансформација не е во исто време спроведена и со градење на архитектури за информациона безбедност, односно на cyber security, тогаш тоа може да представува сигурен пат кон катастрофа, затоа што доколку некој го нападне информациониот систем, што ги обезбедува тие услуги што треба таа организација или компанија да ги пружа, таа ќе биде оневозможена и нема да може да работи. И тоа сигурно ќе чини одредени финансиски средства, финансиски суми, па може да доведе и до некакви правни последици доколку се добијат од тамо неовластено некакви информации за корисници, лични податоци или пак договори со други компании и така натаму. Така што кога се спроведува таа дигитална трансформација од која што пак има многу бенефити, затоа што организациите стануваат многу побрзи, поефикасни, имаат многу поголем број на канали со крајните корисници и едноставно и компаниите и организациите кои што нема да бидат присутни во тој сајбер простор, во дигиталниот простор. Добри, ние, обичните граѓани тука, сите. Да, таквите организации и компании нема да бидат видливи за луѓето понатаму, затоа што младите генерации се поголем дел од нивниот живот поминуваат со користење на некакви сервиси и услуги во дигиталниот простор. Едноставно, модерниот живот користи се повеќе и повеќе дигитални услуги. Но, професоре, дали технологијата не оттугјува или ние сами бираме да се оттугиме користејќи технологијата прекумерно? Добро ваше мислење. Ова е ваше мислење. Бараме ваше мислење, нели? Сега комуникацијата се одвива за жал преку смарт телефони, тоа се мали екрани преку кои што ние го восприемаме светот, гледаме што се случува, какво е времето надвор, комуницираме со нашите пријатели, читаме разноразни информации на тие мали екрани, а на некој начин може би и доаѓа до некое социјално оттуѓување, затоа што многу често може да се види и слика кај што луѓе седат на одредено место во одреден ресторан или кафич и таму наместо меѓусебно да разговараат, тие користат некакви смарт уреди преку кои што се поврзани на некоја социјална мрежа и извршуваат, користат некакви услуги што ги дава таа социјална мрежа, така што на некој начин можеби тоа што ние до сега го подразбираме како блискост се Споменавме кина за чајот. Професоре, сведоци сме на социјалните мрежи, на смартфоните, гледаме видеа како во кина на училиште кој дете ќе носи смартфон на час, му го фрлаат во кофа со вода. Значи, до човекот е, ако ние го редуцираме користењето, без ова не можеме во современото време, меѓутоа ако го редуцираме и ако го користиме за добро, прашање поврзано со
следната тема што ќе имаме во Македонија наутро, во прилично добра форма сте, одлично изгледате, спортувате, вежбате, физички сте активен? Благодарам, па многу ретко да речем. Не вежбам така. Некогаш сте Со многу ангажмани во текот на денот од сабеле до вечер. Значи се движите многу. Тоа е физичка активност. Па, веројатно и внимавате низ физичка храната, активност, веројатно, да, има некоја компензација. Да. Физичката активност како начин на живот е следно во Македонија наутро. Професор Терсимов, ви благодариме што Благодариме. бевте гости на ова утро. Благодариме што ни бевте гости.